Руските пратеници го одобрија нацрт законот со кој се проширува контролата на владата врз интернетот. Со предлог законот се предвидува инсталирање опрема за контрола на интернет сообраќајот преку сервери во Русија. Тоа ги зголемува властувањата на државните агенции и му отежнува на корисниците да ги заобиколат владините ограничувања. Предложениот потек предизвика протести на неколку илјади луѓе во Москва во минатиот месец. Противниците сметаат дека ова ќе овозможи на државата да го контролира протокот на информации и да ги блокира апликациите за пораки кои одбиваат да разменуваат податоци. Поддржувачите на законот сметаат дека не станува збор за ширење на овластувањата за контролирање на интернетот. Според нив, станува збор за одбрамбена мерка во случај Русија да биде отсечена од интернетот од страна на Соединетите држави или, на како што се вели, други непријателски сили. Николај Земцов, пратеник кој го поддржа предлог законот, вели дека во иднина Русија би можела да соработува со поранешните советски држави во свој интернет, каде што ќе има ограничување на вестите од западните медии. Есть всегда альтернатива, да, то есть когда тебя, может быть, к нам меньше гадости будет литься на наши головы, да, которые мы сейчас черпаем в избытке из западных средств массовой информации. Поэтому, может быть, мы в этом, в ограниченном этом нашем суверенном интернете, может быть, мы только сильнее будем. Сергеј Бојко, председател на Руската слободарска партија и гласен критичар на законот, вели дека законот ќе доведе до деградација на рускиот интернет. Ну, потому что люди понимают, что все больше и больше ограничений их свободы, что для многих граждан России, особенно для молодых, интернет является очень важной вещью, потому что они там работают, они там развлекаются, они там встречаются, общаются и так далее. Предлог законот мора да помине во горниот дом на парламентот пред да биде потпишан од председателот Владимир Путин.